Четврток, 24 октомври, кратки вести во 12 часот. Во периодот од 14 до 20 октомври регистрирани се 15 нови позитивни случаи на COVID-19. Најголем дел од регистрираните се од Скопје, а највисока инциденца е регистрирана во Охрид. Годинава, заклучно со 20 октомври, се регистрирани вкупно 1716 заболени со овој вирус. Од Институтот за јавно здравје потенцираат дека е потребен поголем надзор, бидејќи почнува период на зголемена циркулација на респираторни вируси, па постои ризик активноста на SARS-CoV-2 да се зголемува. Македонскиот идентитет е втемелен во македонскиот јазик и кирилицата. Јазикот и писмото се еден од идентитетските столбови на сите нас, истакна еминентниот македонски поет Славе Ѓоргодимовски на свеченоста по добивањето на државната награда 23 октомври. Токму македонската револуционерна организација ја собра тогашната македонска интелигенција. Токму во неа се поставени и темелите на идниот стандардизиран македонски јазик, додаде Димовски. Славе Ѓоргодимовски е роден во охридското село Велестово, пишува поезија за деца и возрастни. Во 2 мандати бил председател на Струшките вечери на поезијата, а основач на фестивалот Поетска ноќ во Велестово. Охридскиот геврек е меѓу најпрепознатливите делови на охридската гастрономија и омилен појадок за бројни охриѓани со децении наназад. Модерното време овозможи во неговиот вкус да уживаат и бројни влюбеници во него низ Република Македонија, а очигледно добриот глас стигнал и многу подалеку. Facebook страницата Убавини објави видео во кое се гледаат бројни македонски производи, меѓу кои геврекот, што се продаваат во ланецот на Lidl во Хрватска, а според дел од коментарите на читателите ги има и во многу други маркети. Познатото охридско геврече е производ на компанијата Житолеп, која успешно работи од далечната 1947 година. Времето денес претежно сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.